Здраво, ова е 298-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Ио Капитано од Матео Гароне, во кој станува збор за патешествието на братучевите Сейду и Муса, глумени од Сейду Сар и Мустафа Фал, кои еден ден решаваат да го напуштат нивниот роден Сенегал и од Дакар да се упатат во правец кон ветената Италија, со надеж да побери ќетен живот од тој во татковината. Тоа подразбира дека нивната одисеја нема да биде едноставна, бидејќи ќе се соочат со многу непредвидливи предизвици кои ќе бараат од нив да може да импровизираат на лице место и да носат брзи одлуки од кои им зависи животот. Многу граници мора во тајност да се прескокнат и да се помине низ реони во кои милитантни единици, од кои властите се плашат, го имаат последниот збор. Пред неколку епизоди во Видеологија говорев за уште еден филм кој ни овозможи да ги хуманизираме бегалците и именуваме со име, презиме, емоции, пориви, стремежи, да ги димензионира и да ни овозможи да ги погледнеме како се третирани од мештаните во рурална Шкотска, во The Old Oak на Кен Лоуч, но во овој филм Гароне ни овозможува тоа очовечување на назнаката бегалец да биде образувано со помош на непосредно сведочење на макотрпното патување и соочување со препреките, како и спознавање на табиетите на протагонистите. Верувајте, многу добро сум запознаен со експлоататорските тенденции на селекторите на големите филмски фестивали, кои за купување на политички поени вклучуваат и шуто и рогато во селекциите. Доволно е само да бега некој лик од земја во третиот свет во земја спасител од Европа, па затоа многу внимателно ги бирам филмовите кои јас ги селектирам во Видеологија на оваа тема, избор кој мора да биде оправдан со високите естетски норми, кои се пресудни за да се приклучат на 50-те филмови во Видеологија. Гароне не е имун на манетот на неореализмот, кој се негува во неговата држава со богата филмска историја, така што не се отклонува од потребата не само патешествието, туку и целиот филм на својот грб да го носат двата протагонисти, кои ќе поминат низ сито и решето само за да обезбедат подобра перспектива за себе и за најблиските. Така што изборот да се снима со натуршчици ја дава таа сакана нишка на автентичност и со анулирање на актерската глумечка методичност да се произведе нешто уникатно и искрено на камера. Тоа не значи дека ќе ги занемари фантазмагоричните иманители во неговата естетика, наклонувајќи се на каноните на магичниот реализам, илустриран со летањето низ пустина, невареликовите се балони кои се држат за рака да не одлетаат во небес. Сепак, него хиперстилизира филмот до тој степен да може да се направи артифицијална креација, но исто така одбива да го сведе бегството исклучиво на тривиализирање со силен социокоментар. Наместо да бидат обезличени протагонистите, да се стопат до непрепознавање во толпата, режисерот ги издвојува од останатите бегалски семејства, ставајќи ги во преден план во масовните сцени, кои нема толку лесно да ги заборавите штом ги погледнете, посебно не пловидбата на бродот. Сейду и Муса се сенегалските Одисеј и Политеј, кои ќе се соочат со секакви Сцили и Харибди, постојќи од Одисејата кои мора да се наплатат, да се замачкаат со пари, за да може да се помине низ каналот на трговија со луѓе. Во епилогот, штом капетанот на бродот, кој е фрлен во оган, односно во море, ја свати тежината на задолжението, ќе покаже надчовечки сили и убеденост дека сите животи на бродот се негова одговорност и нема да дозволи некој од нив да згасне за време на патувањето, раѓајќи ново извориште на хумана димензија, демонстрирајќи смелост, доблест и одговорност за туѓите животи кои вредат подеднакво колку и неговиот, несебично инсистирајќи дека мисијата мора да биде успешна и со тоа подигнувајќи го моралот на бродот со својата непоколеблива решителност и неприкосновен дух. Средиштето на пеколот се тие новонастанати затвори, кои се модерни мочилишта, односно ќелии за нанесување на болка, бошови пеколи, кои се прехрануваат со уловени залутани бегалци, за кои бараат откуп во модерното робовладетелство. Непорекливо е дека Лоренс од Аравија ќе биде особено евокативен кога ќе се погледнат талкачите низ пустина, но таа нескротливост и немилосрдност на природата, која во мисијата дури кулминира со борба со морето, ми е аналогна на филмовите на Вернер Херцог, во кои природата е несовладлива и константна препрека на патот до зацртаната цел на човекот, кој е незначителен кога ќе се спореди со нејзината величественост. Опасностите од крстарењето по Средоземното море на бегалците беа документирани и во
во италијанскиот Фаереци и неколку години пред него во Медитеранеја, а во играна форма преносител на бегалци од Дакар во Шпанија беше еден рибар во The Pirog, или пак италијански рибар кој си создава проблеми кога ќе спаси бегалци во Тераферма и секако дека не смее да се заборави култниот Black Girl од 1966 година во кој девојка од Сенегал станува измеќарка во Франција. А што се случува со бегалците кога ќе мигрираат на запад, веќе ви говорев кога ги рецензира втори Локита, The Man Who Sold His Skin, Happy End и Берлин Александарплац во видеологија. Подлегнува филмот на принципите и конвенциите од провениенцијата на роуд филмот, односно содржи авантуристички потфат во мелодрамата помеѓу ликовите со забрзани coming of age тропи, штом се соочат со животозагрозувачки одлуки. Во композициите на Андреа Фари, покрај тоа што конститутивен дел се фолклорните елементи на поднебјето, потеклото на ликовите, во модерен поп сензибилитет, адекватен афропоп со оглед на копнежите на протагонистот да стане поп звезда, штом стапне на европско тло, содржани се и неколку инструментални летаргични творби во транзициони сцени, во кои ликовите се соочени со својата судбина, кои не секој знае колку препознатливи. Покрај хуманата димензија, вториот најсилен адут на творбата е непорекливата упавина во кадрирањето на директор на фотографија Паоло Карнера, односно снимателот на Носталгија, за кој доби бронзена камера 300 на последниот браќа Манаки, и The White Tiger, односно сериите 000 и Гомора, кој создаде незаборавливи кадри на номадите низ пустина, преку ден и ноќ, но и масовни сцени на бродот ќе бидат неизбришлив синоним за визуелните квалитети на творбата во полн колорит. Марко Сполетини, монтажерот на филмот, состави кохезивно дело во кое го нанижа етапното патешествие низ пеколот на земјата, не дозволувајќи да застрани вниманието на гледачот, ниту кога се разделуваат протагонистите, кога завршуваат во различни затвори од кои едниот бега со куршум во ногата, а другиот со градење на палати. Веќе говорев за филмографијата на Гароне во епизодата која во видеологија беше посветена на Догман, меѓутоа тој во меѓувреме сними една негова итерација на Пинокио, која не ме воодушеви, па со самиот чинител што нема да биде селектиран некој филм од исклучителен автор во емисијата, тоа што треба да дојдете до заклучокот дека има мнение дека филмот на авторот не ги поседува врвните квалитети за да се најде во друштвото на 50 селектирани филмови на годишно ниво во емисијата, затоа што има место само за еден Пинокио во видеологија и тоа е на Гилјермо дел Торо. Ако воопшто може да се прегне некаква сродност помеѓу новиот филм на Гароне и неговите одминати, ќе мора да се навратиме во почетокот на кариерата, каде мигрантите беа протагонистите од неговите творби. Именно, уште во Land in Between беа застапени проститутки од Нигерија, уште една африканска земја, кои заминале за Италија, како и работници од Египет и Албанија. Во Гест исто така има двајца мигранти кои започнуваат нов живот во Италија, односно двајца албанци, кои се странци во туѓата земја и можеби ќе ги сретнат таму бегалците од Сенегал. Ако имаше кланица во The Embalmer, тогаш аналогија на тој филм треба да биде просторијата за измачување во затворот во новиот филм, а криминогените мафијашки пеколи во Гомора се аналогни на корумпираните милитантни единици во секоја африканска земја и неизините затвори. Меѓутоа, овие компарации се тенки, бидејќи сродноста со потеклото на бегалците не е доволна за поистоветување на филмовите, бидејќи станува збор за сосема поразлични миграции, какви што до сега нема снимено Гароне, кога е во прашање борбата со елементите во неговиот нов филм, кој станува синоним за нечија истрајност и верба во подобро утре. Доколку за секој уметник важи правилото дека волкот го менува крзното, ама не и навиките, тогаш треба да знаеме дека Гароне има свесно излезено од својата удобна артистичка зона и решава да се реобмисли и на тој начин не може да биде недопадлив овој негов експеримент во кој одбива да биде копија на себе си, стапнувајќи и тој во непознатото, но со помош на пријатели кои од прва рака ги доживеале овие агонии, давајќи им глас на сонувачите сенегалски во колонизаторска Европа. Непорекливо е дека симплистичка е премисата на филмот, во кој се иницира патешествието на два лика од точка А до точка Б со бројни препреки помеѓу, па ако важно ви е пристигнувањето во Б, занемарувајќи ги подробностите на патувањето, кои токму тие предизвици се фактори за променување на патникот од точка А, кој е сосема поразличен кога ќе пристигне во точка Б, и на тој начин ќе ги занемари квалитетите на творбата и ниту вие ќе се прехраните со емпатија, ниту ликот ќе ја осознае компетенцијата за која не бил
само свесен дека ја поседува, се додека не се соочи со брановите на животот. Точно е дека филмот можеше многу лесно да заврши со безнадежен фатализам и бродот заедно со патниците ја завршат на морското дно, но после толкова психофизичко измачување и исцрпување, среќниот крај не е слабост на делото, туку катарзична екзалтација. Слабост е тоа што нема трет лик кој ќе даде нова димензија во идилистичката творба. Филмот ја имаше својата премиера на Венецискиот филмски фестивал, кај што се здоби со 12 награди, вклучувајќи го и сребрениот лав за најдобра режија, потоа беше награден на Сан Себастијан и се прикажа во Хаифа, ЕФА, Солун, Стокхолм, беше номиниран за 2 европски Оскари, има номинација за Сателити и Златен глобус, стана представник на Италија за интернационален Оскар и заврши на кратката декемвриска листа и е сериозен кандидат за Оскар во таа категорија, доколку има место за него помеѓу номинираните. Рај, Пате и Канал Плюс го продуцираат со буџет од 12 милиони евра. Филм за едно макотрпно патешествие од Сенегал за Италија на бегалци кои ќе се пресретнат со препреки од човечки и од пустински вид, но не ја губат вербата во идејата да се зграпчи посветла иднина од постоечката. Човекот е способен за надчовечки дела кога работи од срце. Не верувам дека ликовите ќе искористат повратен билет низ споминатиот кошмар назад до Дакар, но во очите на препотентниот европјанин секогаш ќе бидат граѓани од понизок ред. Ако морам да го евалуирам, тогаш Ио Капитано од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 298-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последните и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!